Почитувани медиуми, добар ден на уште една редовна пресконференција во Стопанската комора на Македонија. Темата на денешната пресконференција австриските искуства во областа на дигитализацијата и дуалното образование преку воспоставена соработка во рамки на Коморскиот инвестициски форум. За таа цел на денешната пресконференција ќе говори доктор Татјана Штериова од Стопанската комора на Македонија. Повелите. Благодарам. Една од основните цели поради која што беше основан Коморскиот инвестициски форум е да се обезбеди креирање на подобро деловно опружување на регионот на Западен Балкан со фокус на инвестициите, трговската размена, слободното движење на стојки, услуги, капитал и луѓе на подрачјето на целиот Западен Балкан, а се со цел да се придонесе кон процесите на пристапување на овие земји кон Европската унија. Како инструмент кој што е креиран во рамките на Берлинскиот процес, Коморскиот инвестициски форум има за цел да ја потикне економската соработка помеѓу 6 држави од регионот на Западен Балкан, така што ќе обозможи да се максимизираат придобивките кои што може да произлезат од размената на знаењата и искуствата, кои што 6 земји ќе ги разменуваат на нивниот заеднички пат кон пристапување на Европската унија. Во крајна линија, овие активности треба да обезбедат непречен проток на стоки, услуги, капитал и високо квалификувана работна сила, со што регионот треба да стане поатрактивен за инвестиции и за трговија. Коморскиот инвестициски форум, како асоциација, која што представува пазар од повеќе од 18 милиони жители и представува деловна заедница која што брои повеќе од 350.000 компании, распространети ширум подрачјето на 6 земји од државите на Западен Балкан, беше основан во 2015 година на самитот во Виена во рамките на Берлинскиот процес и веќе 2 години функционира канцеларијата на Генералниот секретаријат на Коморскиот инвестициски форум во Трст, а во завршна фаза се и активностите на отварањето на регионалната канцеларија со седиште во Подгорица. Фокусот на активностите на Коморскиот инвестициски форум подразбира засилена соработка помеѓу 6 комори од регионот на Западен Балкан, во кои што покрај Стопанската комора на Македонија влегуваат и Унијата на трговско-индустријски комори на Албанија, надворешно-трговската комора на Босна и Херцеговина, како и стопанските комори на Косово, Србија и Црна Гора. Широк круг на прашања се во фокусот на интерес на активностите кои што ги покрива Коморскиот инвестициски форум, за кои што во тек се повеќе активности, односно проекти кои што се имплементираат со поддршка на повеќе различни партнери и се фокусираат на различни сектори, односно подрачја кои што се истовремено фатени во повеќе годишниот акцијски план за спроведување на регионалната економска област. И сите овие активности треба да придонесат за постигнување на подобра регионална економска соработка, промовирање на понатамошна трговска интеграција, воведување на динамичен инвестициски простор, олеснување на регионалната мобилност на лицата на регионот на Западен Балкан и финално креирање на агенда за дигитална интеграција. Токму прашањето кој што се однесува на дигиталната агенда, како едно од прашањата на кои што се фокусира и повеќе годишниот акцијски план за воспоставување на регионалната економска област, ќе биде полето на кое што стопанските комори од регионот на Западен Балкан ќе добиваат засилена поддршка од своите австријски партнери во рамките на рамката која што е воспоставена со меморандумот за соработка кој што беше потпишан кон средината на месец јануари 2019 година. Овие искуства, односно знаење и ноу-хау, кои што ќе бидат пренесени од австриските партнери се од особено значење, имајќи предвид дека Австрија е лидер во овие две области кои што ги опфаќаат дигитализацијата и дуалното образование, а кои што ние како деловна заедница од регионот на Западен Балкан сметаме дека ќе се од клучно значење за постигнување на целите на регионалната економска област. Меморандумот за соработка беше потпишан помеѓу Коморскиот инвестициски форум, Австриската федерална стопанска комора и Австриското федерално министерство за Европа интеграции и надворешни работи, кое што ја координира работата на Австриската агенција за развој, односно АДА, и тоа треба да обезбеди рамка за пренос на знаења и вештини за 6 комори од земјите на Западен Балкан, како што споменав во областите на дигитализацијата, дуалното образование со фокус на областа на дигитализацијата и на полето на бизнес интегритетот. Имено, деловната заедница од регионот на Западен Балкан е свесна дека IT индустријата и процесите на дигитализација
стануваат императивно прашање за понатамошниот постигнување на поголеми стапки на економски раст за целиот регион. Прашањата кои што ќе бидат од примарно значење за компаниите во спроведувањето на овие процеси се двозначни. Од една страна, од значење за нив е обезбедувањето на соодветно поволно деловно обкружување за спроведување на овие промени, кое што треба да биде проследено и со воспоставување на соодветна правна рамка. Меѓутоа, истовремено, од друга страна, на компаниите ќе им е потребно да ја добијат секоја можна помош и поддршка која што може да им биде обезбедена во спроведувањето на овој процес на трансформација, значи како да го започнат тој процес и како успешно да ги имплементираат дигиталните решенија во своето работење, така што ќе ја унапредат нивната конкурентност. И ова се однесува за сите компании без оглед на нивната големина, значи станува збор за прашања кои што ќе бидат релевантни како за микро и малите компании, така и за големите пазари кои што се веќе добро воспоставени и етаблирани на пазар. Самиот процес на дигитализацијата веќе е препознаен како клучен процес, односно глобален тренд во светската економија, кој што представува не само процес на трансформација на компаниите и на економијата во целина, туку представува и услов за опстанок на компаниите на домашниот, но и на глобалниот пазар. Всушност, примената на современите иновативни технолошки решенија, кои што се засновани на информатичката технологија, денес се еден од основните инструменти за зголемување на конкурентноста, продуктивноста и ефикасноста на компаниите како на домашниот, така и на глобалниот пазар. Што по-конкретно ќе биде преземено во рамките на оваа соработка која што се воспоставува помеѓу 6 комори од регионот на Западен Балкан со поддршка на австриските партнери. Од една страна, треба да биде воспоставена рамка која што ќе овозможи модел за сертифицирање на консултанти за дигитална трансформација. Во рамките на воспоставената соработка ќе се организираат обуки од кои што како краен резултат треба да произлезат сертифицирани консултанти кои што ќе треба да ја спроведат обуката и да полагаат испити по што ќе добијат сертификација која што ќе ги легитимира да ги спроведуваат, односно да асистираат на компаниите во спроведувањето на процесот на дигиталната трансформација. Овие консултанти кои што ќе бидат сертифицирани во рамките на процесот ќе треба да организираат работилници со компаниите кои што ќе бидат селектирани во рамките на проектните активности, при што ќе треба да биде развиена дигитална мапа за трансформација на компаниите, по што компанијата во соработка со консултантот кој што ќе биде ангажиран, ќе треба да ги дефинира и да ги имплементира активностите за дигитализација на работењето на таа компанија. Вториот аспект на кој што ќе се засноваат активностите за соработка и размена на искуства со австриските партнери, а тоа се како Австриската федерална стопанска комора, така и Австриската агенција за развој, ќе биде на полето на дуалното образование, од каде што ќе имаме прилика да црпиме многу големи искуства, имајќи предвид дека Австрија е една од трите земји која што е лидер во оваа област, односно во ова подрачје. И повторно активностите во полето, односно во областа на образованието ќе бидат поврзани со првата цел на дигитализацијата, така што ќе се насочуваат активностите кон креирање на образовни профили кои што ќе имплементираат стандарди, односно професии кои што ќе бидат приспособени на процесот на дигитализацијата и ќе бидат креирани алатки за дигитално учење кои што ќе бидат приспособени на потребите на компаниите, но истовремено во фокус ќе го стават и прашањето за вклучување на потребната практична работа во процесот на учење. Истовремено со ова ќе се работи на развој на виртуална регионална тренинг академија, која што ќе треба да понуди дигитализирани модули за тренинг согласно потребите на пазарот. Паралелно со овие две активности, од австриските партнери ќе црпиме искуства уште и во едно поле, односно една област, а тоа е прашањето за зајакнувањето на бизнис интегритетот на компаниите од целиот регион, од целото подрачје на Западен Балкан, така што ќе се насочуваат активностите кон промовирање на честни деловни практики и спречување на корупцијата. И очекувањата се дека сите овие активности со фокус на прашањата на дигитализацијата и дуалното образование во оваа област треба значително да придонесат за унапредување на конкурентноста и продуктивноста на економиите од регионот на Западен Балкан.